Речиси секое второ дете е со задоцнет или неправилен говор, алармираат логопедите. Телефоните, компјутерите и другите паметни уреди се најчестите причини за неправилната стимулација за говорот. На ова особено треба да се внимава периодов кога децата, особено оние кои посетувале градинка, се дома. Родителите никако не смеат да ги оставаат прекувремено пред екраните, туку времето да го исполнат со игри, разговор, читање или сликање. Тука имаме еднонасочна комуникација. Значи, детето не е стимулирано да зборува, нема потреба да зборува и да комуницира, само гледа во екранот каде што има јаки бои и светла. И така не се труди да комуницира и не го развива правилно говорот. Говорот му е сиромашен, реченицата му е неправилна, му е нејасна, кратка, или пак почнува да зборуваат на некој друг јазик кој што не е мајчин јазик. Проблемот со неправилниот говор кај децата станува се поголем. До својата 5-та година детето треба правилно да зборува. Доколку има одредени потешкоти, треба веднаш да се реагира, оти што повеќе се чека, потешко се коригира изговорот. За почнување со вежби се почнува исто така порано, за да не преиде во навика таквиот начин на говор. Колку се почнува порано, толку подобро и полесно за да се коригира изговорот на гласот. Инаку Македонија денеска одбележува 75 години од објавувањето на македонската азбука, која е официјално и единствено писмо на македонски јазик. Логопедите стравуваат дека ако проблемот и натаму се занемарува, ни доаѓаат генерации на деца со неправилен говор и маани.